Како дојде да одиш во Јапан, а еве и Давите тамо и Доријан сега, двата сина во Јапан. Што е тоа со Јапонија, ајде кажи ми, што ве привлекува тамо? Добро. И подоцна ќе те прашам и друго, да не заборавам, да ми кажеш разликата тамо и во Европа играњето фудбал и така. Да. Навистина сосем случајно на барање на Јосип Куже, хрватски познат тренер. Беше трансферот направен во Јапонија и навистина она што би рекол и во животот и во кариерата најмногу ми остави обележје или впечаток во однос на културата, во однос на народот и секогаш го спомнувам тоа. Навистина една од најдисциплинираните земји, една земја во која што навистина е друга планета и тачно се знае однапред, све е организирано и би препорачал тоа на секој еден да го доживее, да поживее ако може со тој народ, за да види што значи респект према луѓето, за да види што значи дисциплина и почитување на работата. Ти беше во Осака, еден од најголемите јапонски градови и најубавите, клубот беше Гамба и за тие мигови минати во Осака, јас бев на пример тамо 2007 година, тамо беше светското првенство во атлетика. Во Осака има еден извореден стадион, прекрасен и мислам не само стадионот, туку воопшто она што го кажа ти, околу организација, беспрекорна организација, трансфер за новинари, медиумите, згрижување, потоа не шетаат до Кјото, назад, ти кажував, мислам, пред да ја снимаме оваа емисија, тамо е Кјото, имаше тамо едно селце во близината на Кјото, па нинџите тамо, па представи имаше. Интересна земја во секој случај. Да. И ти од тие доживувања некој тамо во Осака, некој надпревар, колку време остана тамо? Во Јапан бев 2 години. 2 години беше договорот. Иако сакав да останам, меѓутоа се случи да не останам и потоа продолжив во Грција. А зошто не остана во Јапонија или веќе? Дојде до смена на тренерот и следниот тренер веќе си бараше нови играчи, своји кои што се блиску до него, попрепознатливи. У секој случај беше можеби најубаво искуство фудбалско и во секој аспект. И до ден денес, еве сега бев скоро во Јапан, може да кажам дека не е многу променето во однос на односот, во однос на културата, во однос на респектот, сето она како го доживуваат и како фудбалски работен и како човек. Тоа е препознатливо во Јапан и нешто што би препорачал секој да го доживее. Тебе публиката како те прифати во Осака? Тоа е многу битно. И тие се вака темпераментни гледачи и имаат своји миленици. Дали ти успеа некако со игрите да им се доближиш, па кога си одеше да жалат, да речат? Зошто си оди? Да, навистина има голем респект не само према своите и према странците и према секој играч, они имаат респект, навиваат 90 минути, не застануваат. Имаат многу голем респект и постојано идат на надпревари, ги следат и во гости и дома, сите надпревари. Постојано ти праќаат поклони, ти даваат потврда за успешната игра, дури некогаш ако играш послабо, без разлика они ти аплодираат и на некој начин постојано ти даваат респект и потврда за она што си го направил, без разлика како си го направил. Ако го работиш и ако даеш све од себе, тогаш јапанците го почитуваат максимално. Тоа е на некој начин и нивна, да кажам, па и во животот така се однесуваат. За нив е побитно работата и да го изработи тренингот максимално 100% и тогаш има огромна сатисфакција во тоа.
и самиот е задоволен, Да. а публиката некогаш на фудбалерот и да не му оди, меѓутоа гледа, се бори, игра, сега имаш ден и немаш ден некогаш, меѓутоа таа секогаш е, значи со своите миленици, со фудбалерите, никогаш нема да му се налутат. Да, баш така. Тоа е можеби една од ретките земји, не знам и каде на друго место, каде што и гостинската публика и домашната постојано навиваат и даваат потврда на играчите. Кој е центарот на фудбалот во Јапонија? Еве, кој град, кои клубови во тој период твојот, а можеш и за сега да кажеш, бидејќи си добро упатен, со оглед на тоа што и синовите продолжуваат таму. Да, па значи повеќе клубови, има неколку историски клубови, бидејќи таа е млада лига, не знам, само 20 или 30 години постои. Гамба Панасоник во последно време е навистина многу јак тим, шампионски тим, успеа да се изгради, можеби затоа што има и стабилен спонзор и добар буџет. Во Токио исто има неколку екипи кои што се добри, Кашива Антлерс и 5-6 екипи кои што се изедначени по квалитет и по буџет. Меѓутоа има еден интересен податок за јапанската лига, како е ретко која лига каде што до последното коло не се знае кој ќе биде шампион. Нема фаворити во шампионатот. Буквално екипата која што е на последно место во овој момент може да го победи првиот на табела и тоа се случува сега во овој момент. И тоа е интересен податок. Квалитетот е изедначен, нема некои големи имиња фудбалски како што беа порано, така да скромен е буџетот и јапанците веќе последните години многу инвестираат во академиите и во младите категории и се обидуваат од таму да креираат своји играчи. Или ако земат млади играчи кои би можеле подолго време да останат таму, па со нивните така да има една мешавина, едноставно да има нешто од европскиот, од бразилскиот, би рекол, американскиот фудбал со нивните, да се направи еден микс за да одат напред, па после тебе пак ќе го споменеме Ѓоко Хаџиевски, беше во Џубило. Беше во Џубило, да. И постигна добар успех, стигна до финале на Азискиот куп. Да. И загуби во Ријад таму од шампионот на Саудиска Арабија, ми се чини. Меѓутоа да се стигне до финале, да, Ѓоко се игра каде што тоа е шампионска лига на Азија, кој што е оваа нашата европската. Значи, промена на тренерот во Гамба и тоа беше сигнал за тебе дека веќе треба да заминеш од тамо, па и 2 години, викаш, доста беа минати. Да. И ти се враќаш повторно во Европа, кај нашиот јужен сосед. Како дојде сега ти од Осака да се најдеш во Атина? Да. Па, тоа беше на инсистирање на Драгослав Степановиќ, со кој што сме пријатели добри и до ден денес. Тогаш дојде како тренер во АЕК во Атина и бараше таков профил на играч на таа позиција, кој што ќе може од позади да играе, да му организира и зборувавме со него, он инсистираше на моето доаѓање и така се реализира трансферот во период кога се уште и Саевски играше, заедно игравме во тој период. Саевски е легенда во АЕК и до ден денеска, навистина еден од најуспешните и наши македонски репрезентативци, фудбалери интернационалци. Проблеми околу тоа Македонија, македонец па доаѓа во АЕК или нема тоа кај ни веќе беше надминато со самото присуство на Тони Савевски? Да, мислам дека тој период и посебно на Атина нема такви проблеми, посебно во фудбалскиот и во спортот. Тоа беше период веќе подоцна кога се намалија тензиите и не почувствував никаков проблем. Напротив, имам убави спомени од Атина, убаво предов 1 година, иако имав 2 години договор, навистина убав период во мојата кариера. АЕК секогаш беше на мета на сите клубови, затоа што АЕК, Олимпијакос, Панитеникос, тие беа клубовите што се бореа за првото место во грчкото првенство. Како изгледаат тие дуели, например, со Олимпијакос, каде игравте тамо во Пиреа, па Народ, Полдо,
вжештена атмосфера. Точно така. И на нашиот и на гостинскиот терен секогаш тие дерби надпревари се познати против Олимпиакос, против Панатеникос и навистина се доживувања. Едно од најватрени, да кажам, темпераментни фанови или публика е токму на АЕК. И познати се нивните фанови кои што се многу бучни и агресивни. И тоа можевме да го доживееме од прва рака. И барат само победа. Само победа. Ако загубиш, лути се. Ако загубиш, мора да чекаш на стадион додека се расчисти па да излезеш. Не е како во Јапонија. Да. Во Јапонија да загубиш, те чекат и ти аплаудираат. Овде намета си. Да. Значи во АЕК имаше така со Тони заедно убави денови минати и ти веќе искусен интернационалец, што помислуваш во тие моменти кога си во Атира, дали да останеш или да продолжиш и каде продолжуваш, каде оди твојата кариера понатаму? Да. Па тие години навистина АЕК беше на некој начин амбициозен проект, каде што идејата беше да се продолжи да се бориш за нешто шампионско или нешто при врвот на табелата. После АЕК веќе мојот избор беше сосем друг, оде во екипи кои што требаше да им помогнам за неиспаднат од лига, сосем друга амбиција и во тие последни години практично поради таа причина решив да ја завршам кариерата, бидејќи не можев да одам во некој клуб шампионски кој што ќе се бори за поголеми амбиции и полека почнав да размислувам за тренерските води. И кај отида во кој клуб да ги споменеме докрај деве? Да. Клубскава во кариера. Логронјес бе повторно во Шпанија, во Логронјес и во Кемниц, пак на барање на тренери кои што ме познава уште од порано. Јосип Кужеп од Јапан повторно беше во Кемниц, ме побара таму да му помогнам ако може. И во Логронјес исто така познат еден Марко Боронат, познат шпански тренер. Тоа беа последните години на мојата кариера. А овде? Се врати во некој клуб после Шпанија и беше кратек период бе во работнички, само едно или две кола ми помогна. Па затоа те прашав дека стои таму, дека си бил и во работнички. Да, работнички ми помогна, навистина ја разбра ситуацијата во моментот, предходно во моментот кога ми излезе повик да идам во странство, не ми правеа никакви проблеми, навистина беа коректни во тој период, беше и Мисат Јонус и клубот кој што функционираше, навистина беше коректен во таа смисла. Во овој период кој го опишувавме, клубската твоја кариера, ЦСКА, потоа Јапонија, па потоа Грција, па Шпанија, па Германија, во тој период се формираше и македонската фудбалска репрезентација. По распадот, таму едно-две години по осамостојувањето на Македонија имавме проблеми, примање, непримање во УЕФА, во ФИФА, конечно бевме примени и беше одигран и првиот официјален надпревар на македонската репрезентација. Ве водеше Андон Дончевски, тоа беше оној меч со Словенија во Крањ, ти беше учесник во тој надпревар. Прв за македонската репрезентација официјален, а потоа и во другите надпревари од квалификациите. Па сега се враќаме на периодот од 90-тите години, ама Бобан Бабунски како репрезентативец на Македонија. За тој меч во Словенија. Па добро, првиот надпревар наистина беше доживување и нешто слично како што беа надпреварите со Вардар. Исто така беше и со репрезентација, каде што представува сега една држава и наистина првиот надпревар и првите надпревари со репрезентацијата беа со една голема мотивација да се докажеме во вистинско светло уште на почетокот и тие први надпревари и во Словенија и подосна кои што дојдоа во квалификациите беа навистина едно големо доживување со голема емоција, бидејќи сакавме уште на почетокот да покажеме квалитет и да направиме нешто повеќе за државата. Што ви велеше, што ве советуваше Дончо на тој прв надпревар кога отидовте во Крајн? Тогаш сите очи од цела Македонија беа вперени кон нашиот фудбалски национален тим. Македонија почнува под свое име, под името на својата држава, да игра на меѓународна сцена.
Да. Па, Чикодончо секогаш умееше да не мотивира со специјални Војводи, комети, да, војводи, комети, од тој аспект, да. Сите бевме. Војводи, сите комети. Да, некој повеќе, некој помалку. Али тоа е специфично кај него, сепак и значењето на надпреварот и ова, како што кажавте, цела Македонија гледа и очекува како ќе се представиме, беше голема мотивација за да почнеме така успешно на стартот. Ти го одигра тој надпревар од почетокот до крај, не можев да се сетам. Не, на почетокот после имав мала повреда, излегов, али секако беше големо доживување. Да. Потоа уште колку надпревари Имам имаше? околу 20 и нешто надпреварни, позај во квалификациите. Од тие надпревари во квалификациите, да некој да се подсетиш вака, што ти останал во сеќавање или пак по-добро или пак по-лошо, Да, например. па секако може да се Да си чувствувал дека Да. може да победите, а губите и обратно. Да, може да кажам дека надпреварот со Данска во Скопје кој што го одигравме Панчев кога беше исклучен? Да, кога беше исклучен, тој беше клучен надпревар. Навистина очекувавме сите да заврши успешно и да победиме, иако имавме победата до последен момент. Тој вака би можел да го одвојам како квалитетен надпревар, каде што се спротивставивме со доста силна репрезентација, играше браќата Лаудруп игра, имаше данска репрезентација многу јака екипа и подосна беа и европски прваци, нели? Ти одигра повеќе од 20 надпревари за македонската фудбалска репрезентација. Пред малку кажа, кога зборувавме за клубската кариера, дека помислуваш да запловиш во тренерските води и како доаѓа еве тој момент? Да ви кажам, искрено мислам дека беше како една анегдота. Джиджи Илиевски вика подобро да те побарам за асистент, него да те ставам како играч, после он сакаше да ја подмладува екипата и при крај на кариерата, бидејќи да кажам неколку бевме имиња познати кои што се уште сакаат да играат во репрезентацијата и одлуката падна подобро да бидам асистент негов за да не барам да играм во таа репрезентација. И викаш дај тука. Така почна кариерата, на негова покана дојдов бев асистент во А селекција и почна на некој период начин. беше на Джиджи? Веднаш по 2000-та година. Да, почетоците, да. И оној надпревар со Англија 2002 година, 2-2 во Саутемптон и голот на Шакири од корнер, Шакири, да. Симан ќе го памти до крајот Да, од животот, од корнер. Шакири гол! Гол! Води репрезентацијата на Македонија. Каков фрезантен удар! Ова беше вистинска уметност. Шакири во 11-та минута, суден туш на стадионот Сент Мерис. Води репрезентацијата на Македонија. Ериксон, не знам што мисли сега. Навистина ова беше прекрасен момент за нас македонците овде. Погледнете каков гол на Шакири. И сега Шакири може и да шутира. Се обиде. Сега нова шанса за нашата репрезентација и гол! 2-1! Стрелец Вачо Трајанов. 2-1! 24-та минута. Каков надпревар на Сент Мерис. Зарем некој го очекуваше ова? Водиме со 2-1. Поводството од 1-0, изравнување 1-1, еве сега 2-1. Потоа, како продолжува твојата кариера како тренер? Па, потоа во репрезентацијата бев неколку години, имав амбиции, се едуцирав и завршив сите неопходни лиценци и пролиценца, нели? И бев еден од тимот кој што инициираше во почетокот да се формира онај едукативен центар од УЕФА, бидејќи баравме едукацијата да вршиме во соседните земји, меѓутоа да имаме свој центар и заедно со Небојша Марковски и со луѓето кои што беа во тој период успеавме да го донесеме тој проект и од тогаш започнува едукацијата на нашите тренери во Македонија, кои што може да се стекнат со врвни лиценци и со обука која што е слична или иста како што и во другите европски земји. Ти како тренер потоа каде работеше по
Таа асистенција на Джиджи во Да. репрезентацијата. Да. После тоа работев една година во работнички како прв тренер и повторно се вратив после во млада селекција, бев 5 години. Сега млад за од младата 21. селекција ќе ни кажеш во тој период. Практично тогаш почнавме да осознаваме дека со тие млади фудбалери може да стигнеме и до една завршница на голема приредба, како што се случи годинава учеството на Европското првенство во Полска. За тој период кога ти беше на кормилото на младата репрезентација на Македонија. Да. Во тој период ја преземав репрезентацијата која што веќе беше направена од Јонос и од претходните селектори и тренери кои што беа во U17, во U15, веќе успешно си ја завршија работата, бидејќи они ги избира најдобрите и нормално после последователно си доаѓа во Со години си доаѓа во оваа селекција. Да. Со некое искуство, играјќи за помладите селекции. Тачно. И мислам дека ние селекторите не може многу да промашиме во однос на селекцијата. Се обидувавме да ги избираме најквалитетните кои што беа овде и кои што играа надвор. И во тој период, благодарение на тоа раководство, иако немаше некои добри резултати, добивме поддршка и за следниот циклус, каде што успевавме, форсирајќи ги младите уште предходно, да направиме една добра генерација, добра селекција, која што ќе може да во следниот циклус направи малце поголем резултат, и тоа и се случи. До последниот момент бевме конкурентни за да одиме понатака. Меѓутоа во истиот одлучуваше тогаш за да влеземе да. За прв пат на Да, зависевме од другите, меѓутоа дојдовме до момент кај што ќе можеме до последниот напред да бидеме конкурентни. Меѓутоа почна да се создава оној тим кој подоцна еве го постигна овој резултат. Да. Да почетокот кажав, лозата бабунски, синовите, Давид и Доријан, по стапките на таткото. Ти како мали дечина чувствуваше ли дека има кај нив нешто фудбалско, дека има штов, дека може да се развијат во добри фудбалери? И еве, барани се на меѓународната сцена и сега се во Јапонија. Така, опиши ни го тој дел од твојот живот, кога тие расте. Па, мислам дека тоа е нивна слободна одлука, бидејќи во тој период се уште играв, можеби нив им беше интересно, сега родителот игра нешто, и идат на трибина, гледаат надправа, можеби на тој начин биле мотивирани. И секако се обидувавме и дома, во дворот, што се вика, да играме мал фудбал и да правиме нон-стоп игри. И веројатно во одреден период од нивното детство они одлучиле да одат по тие стапки. И како дојде да одат во Шпанија, едниот во Реал, другиот во Барселона, во академиите на двата големи клуба. Да, по тоа можеби има среќа што ние одлучивме таму да живееме после фудбалската кариера и се најавме во Барселона и неговиот талент беше препознаат уште на 9-10 годишна возраст од скаутите на Барселона. Играше и за репрезентацијата на Каталунија на државно првенство и од таму почна неговото селектирање на едниот, на Давид, на постариот, кој што влезе веќе на 12 годишна возраст во на позната Ла Мазија и 10 години постојано беше во тие селекции, додека не отиде после во професионален фудбал. Исто и за Доријан беше во една друга екипа, во Корнелја, која што има многу убава позната академија во Каталунија, меѓутоа позната е во Шпанија. И во тие периоди они покажува разлика и фудбалски вештини кои што беа различни, да кажеме, од децата во едната генерација, и скаутите на Реал исто така одлучија да му дадат шанса да биде дел од академијата на Реал Мадрид. И сега двајцата се во Јапонија, Давид веќе подолго, покус период е Доријан, задоволни се, играат, каква е ситуацијата таму? Да, во првиот момент не знаеа што може да очекуваат, меѓутоа сега кога веќе се таму, мислам дека се пресекни од она што можем да го слушнам од нив или што го кажуваат. Во секој случај се задоволни од начинот на живот, задоволни се од она како е организирано.
сите тие убавени и она што го има јапонскиот народ и им го нивната објасни култура. тоа. Ја им го објаснив, меѓутоа сега едно е кога објаснуваш, а друго е кога со своји очи ќе го видиш. И мислам дека секој кој што отишол таму може да се увери токму во тоа. Добро, тие се надалечи од исток, како што знаеме да кажеме за Јапонија, Да. во земјата на изгревот на сонцето, но тие се наши. Тука, кога ќе игра репрезентацијата, ќе ги бранат боите на Македонија, Да. па така и љубителите на фудбал во нашата држава ќе можат повторно да ги гледат, како што го гледа, например, Давид на последното европско првенство во Полска, како капитен на репрезентацијата и така. Тој е фудбалер кој навистина знае да одигра и да ги привлече погледите, би рекол, на оние вистински познавачи и љубители на фудбалот. Пред нив е кариерата, тие сигурно ќе си одат по својот пат, дај може да успеат да бидат познати и таму во таа далечна земја. А на која позиција се наоѓа нивниот татко Бобан Бабунски во моментиве? Мислам, фудбалска позиција. Да. Па Еве го емблемот на Вардар. Без Вардар не се може. да. Да, па навистина имам шанса и доаѓам во период кога можеби мојата мисија во животот се совпаѓа со целта на Вардар, да искреираме и да воспоставиме еден модел на работа и систем кој што ќе биде препознатлив. Во Вардар секогаш излегувале добри играчи и ќе излегуваат и без секој. Вардар си е Вардар. Идејата е да искреираме и тренери и играчи, крајен продукт на Вардар, кои што ќе можат да дојдат во прва екипа на Вардар и кои што ќе можат навистина да играат и во посилни европски лиги. Таа е мојата животна цел, да ги доцирам и тренерите и играчите, да воспоставиме еден модел каде што секој играч овде и тренер ќе биде среќен што е во Вардар и овде кога ќе си оди ќе може да биде препознатлив било каде да оди, дека нешто сме му понудиле. И сте му овозможиле да успее. Точно така, на сме му фудбалски овозможиле да ги подигнеме неговите перформанси во секој аспект и да го научиме на сите вештини кои што ги бара фудбалската модерна игра. Бобан, јас мислам, ја исцрпивме твојата кариера, твојата спортска биографија. Ти благодарам еве што гостуваше во емисијата посветена на македонските спортски легенди. За нашите гледачи да кажам дека тоа беше Бобан Бабунски, еден од најпознатите наши фудбалски интернационалци, кој имаш убава кариера и овде и надвор, а сега по неговите стапки надвор со таа меѓународна кариера продолжуваат и неговите синови.